за оваа влада, а и претходните, постојат само судии. Друго ништо. Администрација нема. Само судии. Што е најспорно во законот? Не, за законот не зборувам. Зборувам за платите. Од секогаш администрацијата била неплатена. Од секогаш судиите само се форцираат. Само судиите се. Има ли администрацијата предлог закон за... Има некој предлог закон. Јас сум пред пензија и не ме тангира тој закон. Али младиве, два пати опомена и негативно оценување, третиот пат отказ. Што значи, владеачката гарнитура ќе си стави свој. На судиите ќе им качат 35%, на нас ништо. Затоа, а цела работа е на нас, на администрација. Без нас не можат ништо. Тоа. А имате ли ваш предлог? Наш предлог и на нас да ни качат плати. Ќе поднесете ли до собранието? Па веројатно ќе поднесеме. Све ќе се поднесе. Дали имавте побарано претходно за да се измени и што ви одговорија доколку имавте побарано? Што не ни одговорија? Синдикатот на УПОС, иако е социјален партнер, не беше поканет да учествува во подготовките на овие закони. Моравме сами да се избориме за учество, но и потоа бевме игнорирани, нашите забелешки не беа прифаќани и не дадовме позитивна оценка и ги напуштивме преговорите. Но не се откажавме. Од моментот на донесување и потпуштување на примената на овие закони, особено на законот за административни службеници, одржавме состаноци со министрите, доставувавме предлози, мислења, сугестии и укажувавме со кои се од тие одредби кои се штетни на работниците. Но наместо разбирање, од оваа страна бевме обвинувани дека штитиме неработници. Министерке, еве и денеска сме тука. Ќе одвоите ли малку време и да објасните зошто 5% од вкупниот број на вработени во јавниот сектор мораат да бидат казнети? Зошто со една оценка 1 се губи работното место? Зошто можноста за напредување во кариерата е скоро непостоечка? Зошто нема мотивирачки одредби во законите? Зошто се укина степенот на кариера? И зошто не се цени трудот на работниците? Колеги, сега сакам вас да ве прашам. Дали вие прифаќате да го изгубите работното место со една оценка 1? Дали прифаќате да бидете казнувани со 30% од вашата плата за период од 6 месеци? Дали прифаќате да бидете казнувани без водење на никаква дисциплинска постапка? Министерке, мислам дека и вие знаете дека и многу голем дел од министрите во оваа влада, директорите на државните институции и раководителите на сектори не ги прифаќаат овие одредби. И тие луѓе не сакаат да бидат казнувачи на своите вработени. За крај, сакам да ве прашам, министерке, дали после овој денешен протест ќе останете на вашиот став дека не отстапувате ни милиметар од тоа што е наведено во законите, или конечно ќе ги послушате вработените и ќе ги промените лошите законски одредби?
Знаете, завчера подпишавме меморандум за заедничко делување и за соработка. И во тоа име денес сакам да ви пренесам поддршка од сите индустријски работници, рудари и ваши колеги со трудот. Денес навистина сте во импозантен број, ви честитаме на тоа, но замислите ако ги издружиме силите, колку ќе не има тука. Ајде! Ајде! Работниците се работници, административни, индустријски, рударски, трудот не обединува сите. И сите закони ни ги носат како овој вашиот. Без расправа, без почитување на мислењата на работниците, без почитување на мислењата на експертите. Има многу прашања по кои треба заеднички да се појавиме пред оваа бела куќа. Ова нека биде само почеток. Вие искајте во вашата борба и секогаш кога треба да се викнеме едни со други на помош и заеднички да делуваме. Господо, представници на владата, ви се обратаме и ве повикуваме да одговорите на овие прашања. Дали вашиот игнорантски однос кон судската служба значи дека на оваа држава не треба независен, ефикасен и професионален судски систем? Јавно ве прашуваме, зошто не сакате преговори? Зошто не сакате закон донесен согласно процедура? Зошто не сакате да го слушнете гласот на вработените во судската служба? Затоа денес сме во толков голем број тука. Дали знаете дека судската служба, овие луѓе тука, процентуално најголемиот дел од правосудниот систем, кој треба и мора да е столб на оваа држава? Крајно, дали вашиот однос значи дека за вас само вработените во извршната власт се важни, па деновиве им дадовте се? А ние, судската служба, сме луѓе кои на оваа власт не интересираат и со ваквиот однос се обидувате да не оставите настрана и да не замолчите. Критики од страна на меѓународниот фактор упатени на адреса на правосудството се резултат на лошите законски одредби, а не се како резултат на квалитетот на вработените во судската служба. Затоа ве повикуваме да го смените вашиот игнорантски однос кон нас и да не сослушате, бидејќи ние бараме само она што ни следува, што ни заслужуваме. Во името на Синдикатот по културата имате целосна поддршка? Да. Очигледно оставањето на двата закони за администрација и за јавниот сектор очигледно не обвинуваат сите работени во администрацијата во тој државен апарат. Следниот пат да се собереме сите тука заедно, да кажеме не за сите закони кои што се гласаат во скратена поставка и за лоши закони. Завиете и нашата борба за закони за култура давање на Уставен суд до 2012 година ни подима сите инициативи, но сега како што знаете и со промената на составот на Уставен суд ништо не подима. Значи, во нас е силата во граѓанските здруженја, во вистинските синдикати,
а синдикатите бизнисмени кои што седат во зградата на ССМ и СОН нека уживаат уште малку во нормалитет. Познавала продавачот живот во суството и еден од најстарите работени во суството да премислат другарите да реагират сме тука политички. Овие закони што се просат да бъде суството ги решава. А суството е функционира во това. Овие 6 закони на Наха, како става упропастите.